Дали може да се направи некоја превентивна политика заедно со МВР или тоа е се во рамки на работата на МВР? Како може обвинителството да помогне? Значи, превентивна политика во се ова е како обичниот граѓанин да биде заштитен од вакви действија на овие криминални на вакви криминални групи, и мислам дека во тој дел граѓаните треба да бидат спокојни. И сите досега действија и се друго што го имаме како доказен материјал и мотиви и сето тоа укажува на некаква активност која што е директно насочена само меѓу нив и нема некои отстапување од тој модус операнди. Значи во тој дел не гледам некоја опасност по обичниот граѓанин. Сепак тоа се криминални групи, они си имаат начини на кои што се борат за својот пазар. Еден од начините е со елиминација на противникот. Нормално ние до крај не можеме да го спречиме. Веројатно тоа не може да го спречат и многу поголеми држави во светот тој начин на делување на криминалните групи. Сепак последните случаеви, Шишабар и 2 пати во Истгейт мол, покажуваат дека ова теорија, да кажеме теза, тие криминални групи ја менуваат. Значи сега престилките се на јавни места каде што има обични луѓе кои не се поврзани, воопшто не ги знаат ниту нивните активности, ниту членовите на тие организации. Тоа веќе Вие сте го гледале сигурно видеото, каде што се гледа како луѓето бегаат, особено од последниот пат. Не, можам да се согласам во тоа, но дека начинот на кој што сега се постапи во последниот случај во Шишабар, мислам дека беше скроз изолирано, затоа што беше во друга просторија и тука немаше некоја опасност. Ова последниот пат беше малце излегува од тој концепт кој што до сега го има, но сепак моето мислење дека беше строго насочено кон тоа и немаше некоја опасност.